Добар ден, ученици! Ова е видео лекција по математика наменета за трето оделение. Јас сум Сонја Трифуновска, оделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчево Тетово. Што ви е потребно за да се подготвите за овој час? Учебник по математика за трето оделение, училишна тетрадка по математика, молив и гума. Подгответе се, направете сега пауза на видео лекцијата и ќе продолжиме понатаму. Денешната лекција има наслов броење по 3 и по 4. Што ќе научиме на овој час? На овој час ќе броиме нанапред и наназад во чекори по 3 и по 4 до најмалку 50. Ќе користиме групирање за да изброиме поголема група на предмети до 100. Ќе го поврземе броењето по 3 и по 4 за да одредуваме броеви кои се за 3 или 4 поголеми или помали од даден број до 100. Ќе го применуваме броењето во чекори по 3 и по 4 за да дополнуваме бројни низи кои растат или опаѓаат. И ќе користиме броење по 3 и по 4 за решавање на практични проблеми од секојдневниот живот. Да ги изброиме карамелите што ги добила Марта. Марта сака да ги изброи своите карамели и ги растури. Дали ќе ми помогнете да ги изброиме? Дали може да се сетите на некој полесен начин за броење? Секако дека можете. Можеме карамелите да ги групираме, например по 3 и на тој начин да броиме. Ајде, започнуваме. Ќе броите на тој начин што во себе ќе ги кажете првите два броја, а третиот гласно ќе го изговорите. 1, 2, 3. Понатаму. 6. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Одлично, ученици. Значи Марта има вкупно 30 карамели и ние и помогнавме да ги изброи на полесен начин со групирање по 3. Ајде сега да броиме по 3 во табела 100. Ќе започнеме со броење од бројот 1 и ќе одиме надесно по редиците, а потоа кога ќе завршиме со првата редица, одиме со втората, третата и секогаш броиме надесно кога броиме нанапред. Да започнеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Сега ќе ги кажуваме само кога броиме по 3 броевите. 21, 24, 27, 30. Дали броите со мене? 33, така е. 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60. Одлично, ученици. Сега да видиме која е низата на броеви која расте за 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60. Ајде да броиме наназад по 3, почнувајќи од 30. Дали може да го најдете бројот 30 во табела 100? Така, еве го. И сега, кога броиме наназад, одиме во редиците налево. За 3 чекори. 1, 2, 3. 27, 1, 2, 3. 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. И Петар броеше со вас, ама дојде до еден заклучок.
Дали може да се сетите до кој заклучок дојде Петар? Ајде да ги разгледаме колоните во табела 100 и обоените полиња во кои што се дадените броеви. Во првата колона ги имаме броевите 21 и 51. За колку е поголем бројот 51 од 21? Секако за 30. Ајде да провериме дали е тоа така и во втората колона. За колку е поголем 42 од 12? Исто така за 30, точно така. И секаде ќе биде така во колоните. А сега да ви поставам прашање. Дали може да предпоставите кој ќе биде следниот број во првата колона, што ќе биде обоен? Дали мислите дека тоа е 81? А зошто мислите така? Се разбира, затоа што 81 е за 30 поголем од бројот 51. Но подоцна ќе направиме проверка. Сега имате задача. Ќе отворите тетрадката по математика, ќе го напишете насловот броење по 3, ќе напишете прва задача и ќе напишете низа на броеви кое што ќе расте за 3. Најпрвин до 60, а потоа ќе ја довршите низата до 100 и ќе направиме проверка на точноста на вашата задача. Направете пауза на видеото. Сигурно ја решивте задачата, а сега да направиме проверка дали во вашата низа на броеви се и овие броеви до 100. Се надевам дека е така. Сега имаме задача. Повторно ни е дадена една бројна оска. Треба да одговориме на следните прашања. За 3 поголем од 41 е бројот. Ајде да го најдеме најпрвин бројот 41 на бројната оска. Тоа е тука. И сега, за да најдеме кој број е за 3 поголем, треба да се движиме надесно на бројната оска. 1 чекор, 2, 3. Така, тој е бројот 44. За 3 поголем од бројот 48 е бројот. Ете го најдовме бројот 48. Ајде сега и вие да се обидете да направите 3 чекори на бројната оска. 1, 2, 3. Значи тоа е бројот 51. Третата задача ќе ја решите самостојно. За 3 поголем од бројот 52 е бројот. Ајде размислете добро. Дали изброивте 3 чекори? Одлично, тоа е бројот 55. Следните задачи се за одредување кој број е помал од некој даден. За 3 помал од 56 е бројот. Најпрвин ќе го најдеме бројот 56. Ете го тука е. И сега, кога ќе одредуваме помал број, се движиме налево по бројната оска. 1 чекор, 2, 3. Значи тоа е бројот 53. За 3 помал од бројот 40. Еве го бројот 40. Тука. Броиме 1 чекор, 2, 3. Тоа е бројот 37. И последната задача самостојно ќе ја решите. За 3 помал од 46 е бројот. Ајде размислете добро. И бројте. Така е, тоа е бројот 43. Сега имате следна задача. Ќе напишете задача број 2 во тетрадката за училишна работа. Ќе ги препишете овие задачи и ќе ги решите. Затоа сега ќе направите пауза на видеолекцијата, откако ќе бидете готови со трите задачи, ќе ги провериме. Се надевам дека ги решивте задачите, а сега да направиме проверка. Решенијата се дадени со црвено. Внимателно проверете ги. Ако сте направиле некоја грешка, поправете. И сега одиме понатаму. Со броење по 4. Сега ќе броиме по 4 во табела 100. Како што броевме по 3, ќе започнеме од бројот 1 и ќе се движиме надесно по полињата. Започнуваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ајде сега, бројте вие, само ќе ги кажуваме броевите гласно. 20, 24, 28,
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Значи, ова се броевите кога броиме по 4. Низата ни расте за 4. Ајде да броиме сега наназад по 4, почнувајќи од 40. Дали го најдовте бројот 40 во табела 100? Ете го тука е и сега ќе се движиме налево. 1, 2, 3, 4. Значи 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4. Така, ученици. Но, тука Ана броеше со вас и забележа нешто. Дали може и вие истото да го забележите? До каков заклучок дојдовте? Разгледајте ги убаво колоните во табела 100 и забележете кои полиња се обоени. Сигурно забележавте дека првата колона, третата, петтата, седмата и деветата, односно непарните колони, натре немаме обоено ниту едно поле, додека во парните пак имаме обоено полиње со броеви. Да видиме за колку се зголемуваат броевите во колоните. Имавме бројот 12, а потоа 32. За колку се зголеми бројот? Секако дека за 20. Ајде да провериме во некоја друга колона. Еве во последната. Првиот број е 20, а потоа 40. За колку се зголеми? Повторно за 20. Значи, важи тоа правило. Сега, дали можете во оваа колона да одредите кој ќе биде следниот број што ќе биде обоен? Секако, дека тоа ќе биде бројот 76, затоа што 76 е за 20 поголем од 56. Сега имате следна задача, ќе напишете наслов во тетратката броење по 4 и ќе напишете низата на броеви која расте за 4 до 60 најпрвин, а потоа до 100. Направете пауза на видеолекцијата, решете ја задачата, а потоа ќе направиме проверка. Секако дека ја решивте задачата и еве сега направете проверка дали точно ви се овие броеви во низата на броеви која расте за 4. Одиме понатаму. Со задача која се вика од точка до точка. Сега ќе ги поврзуваме броевите кои растат за 4, почнувајќи од бројот 4 и на тој начин ќе добиеме некаков цртеж. Почнуваме. 4. Кој број деца е за 4 поголем? Се разбира, тоа е бројот 8. Потоа следен број, така е 12, потоа 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, така е. Дали броите со мене? Одлично, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 и 76. Каква слика добивме? Така, добивме слика на една риба. Одлично, ученици. Се надевам дека ви беше забавна задачата. Сега повторно имате задачи кои што треба да ги решите во вашата тетрадка. Ќе направите пауза на видеолекцијата, ќе ги препишете овие задачи и откако ќе ги решите, ќе продолжиме со лекцијата. Се надевам дека ги решивте задачите и сега ќе направиме проверка. Решенијата се дадени со црвено. Доколку некаде имате направено грешка, можете да поправите. Сега ќе повториме што учевме на овој час преку еден квиз. Прва задача во квизот, одреди ги броевите во низата. 33, 37. Кои броеви следуваат? Уште 4 броеви во низата. Разгледајте ги, низите под А, под Б и под В. Секако дека тоа е низата под В. Одиме со втората задача. Одреди ги броевите во низата. 50, 47. Како треба да проложи низата? Што мислите вие?
Разгледајте ги овие три низи. Одлично. Низата под А. 44, 41, 38 и 35. Одлично, ученици. Трета задача. Низата на броеви 91, 87, 83, 79. Под А расте за 4, под Б опаѓа за 3 и под В опаѓа за 4. Размислете добро. Секако дека е така, таа опаѓа за 4. Одлични ученици. Одиме со четврта задача. Во низата на броеви 89, 86, 84, 83, 80, 77 не припаѓа бројот. Кој број не припаѓа тука? Секако 84. Задача број 5. Ако бројот 58 го зголемиме за 3, ќе го добиеме бројот. Кој број, ученици? 61, 62 или 55? Така е, бројот 61. И задача 6. Ако бројот 91 се намали за 4, ќе се добие бројот 95, 87 или 93. Така е, бројот 87. А сега да видиме што научивме на овој час. На овој час научивме да броиме нанапред и наназад во чекори, по 3 и по 4 до најмалку 50. Научивме да изброиме поголема група на предмети до 100 со помош на групирање. Одредувавме броеви кои се за 3 или 4 поголеми или помали од даден број до 100. Броевме во чекори по 3 и по 4 за да дополнуваме бројни низи кои растат или опаѓаат. И користевме броење по 3 и по 4 за решавање на практични проблеми од секојдневниот живот. Еве една задача за домашна работа. На следниот линк решете го интерактивниот наставен лист кој има наслов броење по 3 и по 4, а потоа испратете го на вашиот учител или учителка преку електронска пошта. Учете редовно и секогаш ќе бидете успешни. До гледање до следната видеолекција.